Управниот одбор на комуналното јавно предпријатие Водовод, во чиј состав е и работната единица Геотерма, донесе одлука со која бара ново покачување на цената на геотермалната вода. Покачувањето треба да изнесува 8%. Според одлуката, наместо досегашните 61,9 денари за кубен метар, се бара корисниците кои геотермалната вода ја користат како енергенс за затоплување, во иднина да плаќаат по 66,83 денари за кубен метар геотермална вода. Поради промената на цените на поедини калкулативни елементи кои влегуваат во структурата на цената на геотермалната вода, таа се зголемува за 4,93 денари за кубен метар. Калкулацијата за промената на цената е изработена од стручен тим на комуналното предпријатие Водовод и е во согласност со тарифникот, што е објавен во службен весник број 24/2020, а е во примена од 1 јануари 2021 година, се истакнува во одлуката на управниот одбор на Водовод. Барањето за покачување на цената на геотермалната вода е доставено до Советот на општина Кочани, и тоа по само 2 месеца од последното поскапување, со кое беше направено зголемување на цената од над 83%. Таквиот потек тогаш најде на реакции кај корисниците, кои најавија и откажување на договорите за користење на топлата вода. Управниот одбор на комуналното предпријатие Водовод минатата година 3 пати ја менуваше одлуката, со која првично бараше поскапувањето на геотермалната вода да биде 123,5%. Таквото барање беше одбивано од страна на Општинскиот совет, кој законски е обврзан да даде согласност за цената. Вообичаениот јавен повик што општина Кочани го објавуваше за субвенционирање на набавка на инвертер, клима уреди и печки на пелети, годинава ќе изостане. Иако повикот беше објавуван кон крајот на старата, односно почетокот на новата календарска година, за 2023-та таква финансиска поддршка ќе нема. Потврда за тоа е што и на последната седница на Советот на општината, што се одржа на крајот на декември, кога се носеше буџетот за оваа година, воопшто не беше спомената ставката за субвенционирање на купувањето нови грејни тела, што се сметаат за поеколошки. Стегањето на буџетскиот каиш во општината веројатно влијаеше да се откаже поддршката на граѓаните, не само за купување грејни тела, туку и за набавка на велосипеди. Дури и исплатата на субвенциите за оваа намена за 2022-та не беше реализирана во текот на истата година, а од локалната самоуправа најавија дека се очекува тоа да биде до крајот на овој месец. Субвенциите од 2022 година, што беа по 10.000 денари, значи се предвидени во буџетот во износ од 1.600.000 денари, и истите спрема физичките лица и нашите граѓани ќе бидат исплатени до крајот на јануари следната година. За финансиската поддршка за купување печки на пелети и инвертер клима уреди во буџетот на општина Кочани лани беа планирани околу 1,5 милион денари. Висината на поединечната субвенција по барател, односно домакинство, вообичаено изнесува 10.000 денари. Субвенционирањето беше една од мерките што ги преземаше општината за намалување на аерозагадувањето во рамки на годишната програма за заштита на животната средина и здравјето на граѓаните. Поволните временски услови во екот на оваа зимска сезона очигледно се совпаѓаат со одлуката за скратување на средствата од буџетот за субвенционирање, иако повеќе семејства се надеваа дека општината ќе им помогне да купат грејно тело со поповолни услови. Во текот на минатата година во рамки на годишниот план за пошумување, Кочанската подружница Осогово на јавното предпријатие Национални шуми во аторот на општините од Кочанскиот регион реализирала повеќе активности со кои се пошумени 51 хектар. Засадени се околу 103.000 млади садници од различни дрвни сортименти. При извршувањето на пошумувањето доброволно учествували и повеќе институции и фирми како и здруженија, меѓу кои Општина Кочани, Црвениот крст, Ротари клубот Кочани Виница, Територијалната противпожарна единица и Доброволното противпожарно друштво од Кочани, како и вработени во компаниите Амфенол, Актива од Штип, Генезис од Пробиштип, Те-мобиле и други. Главно санирани се дел од штетите во пожарот што во август 2019 ги зафати местностите Рамни ниви и Војновица на Осоговските планини.
Тогаш беше зафатена шумска површина од 271 хектар, при што на 53 хектари имаше шумски култури стари од 30 до 40 години, а најмногу настрадаа боровите насади кои целосно изгореа. Со програмата за проширена репродукција на шумите за минатата година, шумското стопанство Согово од Кочани реализираше есенско и пролетно пошумување со багрем и помал број јавор и јасен. Следното пошумување на почетокот на оваа година е планирано на местноста Пресечена скала, која во 2021 година исто така беше зафатено од пожар, претежно кај боровата култура. По завршувањето на подготвителните работни активности се планира пошумувањето да се изведе со садници од багрем и други лисијарски видови. Намалување на криминалитетот за околу 1/5 е регистриран на територијата што ја контролира одделението за внатрешни работи Виница во втората половина од минатата година. Во споредба со истиот период во 2021 лани се регистрирани 51 кривично дело за кои се поднесени 43 кривични пријави. Кај најголем дел, односно за 41 дело, сторителите се откриени, а во 10 случаи лицата кои го сториле делото не се познати. Карактеристично за периодот од 1 јули до нова година е што кратците извршиле 6 тешки кражби, што представува намалување за скоро двојно во споредба со 2021-та. Најголем дел од кражбите се извршени во куќи и викендички, а во еден случај ограбен е и верски објект. Исто така во еден случај било пријавено и разбојништво. За разлика од втората половина на 2021-та, минатата година истиот период има зголемување за 50% на регистрираната недозволена трговија со дрога, односно за 8 случаи поднесени се 6 кривични дела против 4 лица. Едно лице пак заработило и кривична пријава за недозволена трговија со оружје. Семејното насилство и понатаму една од најчестите форми на загрозување на сигурноста на лицата во околината на извршителот. Во текот на второто полугодие лани регистрирани се вкупно 24 такви кривични дела, што е пораст за 41%. Најчесто семејното насилство било од страна на сопруг врз сопруга, потоа од дете врз родител, а во неколку случаи учествувале и лица кои биле поранешни сопружници. Во второто полугодие од минатата година регистриран е пораст од 17% во нарушувањето на јавниот ред и мир, при што до полицијата во Виница биле поднесени 34 барања против 54 сторители. Во еден случај имало и напад врз полициски службеник, за што против сторителот е поднесена кривична пријава. Сообраќајните служби во полициските станици од источниот регион во изминатото деноноќие спровеле редовна сообраќајна контрола на патиштата и на сообраќајниците во населените места. При тоа било санкционирано непочитувањето на законските прописи, главно за управување возила со брзина над законски пропишаната. За време на контролата констатирани се вкупно 18 прекршоци, од нив 12 биле во населено место, а 6 на отворен пат. На сите возачи им се изречени соодветни санкции. Дополнително сообраќајната полиција регистрирала и 13 други видови прекршоци. Од нив 5 биле за управување возило без возачка дозвола, 4 за возачи почетници, а 2 возачи заработиле казни за управување возило под дејство на алкохол. Исто така, казнети биле и други 2 возачи, од кои едниот за некористење сигурносен појас, а другиот за непрописно паркирање.